Исаура, згодната собарка од пансионот Преспав, веројатно за многу кратко време стана еден од омилените ликови на македонската јавност. Иако од време на време се занимава со магија за да заработи, талат многу ја сака. Со рецепционерката Јелена постојано е во конфликт, а Лоренцо ќе ја прави господја. Емра Куртишова, гостинка во студиото на Репортер. Емра, здраво. Здраво. Ти благодарам што ја прифати поканата и што дојде. И сега кога гласно го изговорив името и презимето Емра Куртишова, си викам, имаш проблем со презимето од време на време или не? Па проблем немам, меѓутоа се случува кога ќе се представам или со име и презиме да ме потпрашаат како и велам Куртишова. И сега веќе во последно време почнав да се зезам со луѓето кои што ќе ме прашаат повтор пат како се презимам и не знам дали е вака баш пријатно да кажам како всушност вистински се представувам. Да, не е страшно, ама нема врска ќе кажам, се представам како Емра Курташакова, така да секси презиме имам во секој случај. И така изгледаш, морам да ти признам, апропо презимето. Исаура, згодната собарка од пансионот Преспав во 4-та сезона, дефинитивно го сврте вниманието на македонската јавност. Како ја доби улогата и очекуваш ли толкава популарност? Па, што се однесува до популарноста, со оглед на тоа колку самата серија е популарна, ќе излажам ако речам дека не очекував популарност, меѓутоа не до оваа мера искрена. Јас за прв пат се појави во 3-та сезона од Преспав, во епизодата Ромска убавица и така некако оттаму почна тоа препознавање што на улица, што во театар, дечињата да ме препознаваат. Убаво е чувството во секој случај, ми годи. Така. Исаура е интересен лик во серијата, особено 4-та сезона, мислам дека се вртеше околу незе. Со магии видовме дека знае да се занимава. Така. Со Јелена постојано се во конфликти, одамна го нема вслушнато она ајде мори доста. Така. Талот неизмерно ја сака, Лоренцо ќе ја прави господја. Која е на вистина Исаура? Вака ти како ја гледаш како Па бунтовна, раздрагана, пресметлива, не бира средства да стигне или до она што го посакува. Но сметам дека без сите овие карактеристики Исаура не би била доволно интересен лик, нели? Така. Како велат, за да изградиш еден лик потребен ти е доволно материјал и мислам дека Исаура го поседува. Добро е кога не би ја играла Исаура, што е она што те нервира кај незе и сега кога играш, што е она што ти се допаѓа кај незе? Па можам да кажам дека единствено што ми се допаѓа кај незе е спонтаноста, некако како тоа работите ги прави со леснотија некаква. Така. Многу работи не ми се допаѓаат искрено. Стварно знае магија да прави или ги фолира Марио Јосеф? Сигурно фолира. Така. Полесен начин за заработка, нели? Така. Исаура е ромка во серијата, ама и ти си ромка во приватниот живот. Колку сметаш дека во ликот на Исаура се крие прототип на една ромка или малку тоа е пренагласено во Преспав? Исаура носи во себе од она што ние ромите си го носиме во самата природа, секако. Ева, нели, заработува како гатачка, прави магии. Меѓутоа, мислам дека ликот на Исаура во оваа серија е малку на поинаков начин прикажан. Ако земаме предвид како она се појави во 3-та сезона, првата појава, на сите им даде до знаење нели дека учествувала во многу ромски програми, била дел од многу семинари. Така. И точно си ги знае нели правата. Мислам дека токму националната основа, токму националната припадност ја користи како главно оружје за нели некој кога случајно или неслучајно ќе изгреши, да го казни со тоа што ќе му се закани дека ќе ги тужи во Страсбур. Така да интересен е ликот. Според мене и уште поинтересна кога го играм. Да оставиме Исаура малку на страна, да видиме која Емра приватно. Од каде си, која си? Ретко, многу малку успеав да најдам и да прочитам за тебе. Изминатиот период, иако си многу популарна во моментов. Јас сум од Скопје.
Израсна во Кисела вода во населбата 11 октомври, морам да признам имав прекрасно детство таму. Така, израсна во Кисела вода и поради X причини на 12 години се преселивме во Скопје Север. Така? Таму се запознав со едно девојче, чии што родители тогаш работеа во драмски театар. И така некако почнавме интензивно да се дружиме и со самото тоа почнавме да одиме и во театар. Се сеќавам дека не пропуштавме ниту една премиера, некои представи дури ги гледавме и повеќе пати. Се сеќавам на Диво место, се сеќавам на Земјомерот, Кандид во земјата на чудата, Солунски патрди. И ете се случи да на таков начин јас го засакам театарот и глумата воопшто. Кога им кажа на родителите дека сакаш да бидеш глумица, што ти рекоа? Па, јас и мојата сестра во принцип секогаш сме имале поддршка од нашите родители. Што значи и овој пат не најдов на никакви препреки, немав никакви притисоци од нивна страна. Едноставно ја испочитува мојата желба. Или целта на секој родител е да го извади своето дете на прав пат, што се вели, и мислам дека моите родители успеа во тоа. Тргна да се спремаш за приемниот испит. Се сеќаваш ли како помина сето тоа? Колку имаше трема, со кого се спремаш? Ретко кој не се сеќава на приемниот испит. Така и јас, значи, мислам дека и моите колеги ќе се сложат со мене. Тоа беше еден од најстресните периоди. Причината за тоа е големата желба да бидеш примен, нели? Едноставно, тоа е тоа. Спремив монолог од малечката, од Се мали. Прекрасен монолог. И така, стресно беше. Ама те примија, во чија класа беше? Во класата на професорот Владимир Милчин. Така, заврши на факултетот за драмски уметности и после колку време се вработи во театарот за деца и младенци? Па, не помина долго време. По завршувањето, мислам дека после 3 години се вработив. Пошто ги памтиш студентските денови? Пред да ми кажеш како почна работата во театарот за деца и младенци. Со кого се дружеше тогаш? Па, студентските ние како класа бевме навистина вредни студенти, работевме. И ги паметам по тоа што несебично си помагавме едни на други. Ги паметам по оние кризни моменти кога губиш верба во себе, па се довидуваш да си го поставиш прашањето дали си за тука или не. Дали си за тука или не. Ги паметам по скомрахи, по дружби, сите се дружавме буквално. Вработена во театарот за деца и младенци. Како е да се биде актер во детскиот театар? Верувајте, нема ништо поубаво од тоа да работиш со деца. За волја на вистината, за разлика од другите театри, ние имаме таа чест да секогаш од прва рака имаме вистинската критика за тоа дали представата е добра или не. Тоа е така, поради тоа што детската публика е најискрена. Најискрена, така? Така. Добро, што се случува кога ќе дојде група на деца, кои што се немирни, плачат, верувам дека често ви се случува тоа. Како вие како актери успевате да излезете на крај и нели ти доаѓа да кажеш на моменти аман доста деца да доиграме представата? Се случува, меѓутоа не многу често. Кога се случува, нели има задолжени лица кои што опоменуваат. Меѓутоа да, ова е убаво прашање и сакам да одговорам. Се случува да нели кога ќе почне тој немир во публика, редарите да опоменат еднаш, 2 пати, 3 пати. И тука веќе мислам дека треба проблемот да се побере кај родителот, чии што дете почнало да го прави тој хаос. Мислам дека не е фер према другите деца кои што сакаат да ја следат представата. Така да свесноста мислам дека треба да се поткрена на малку повисоко ниво во однос на тоа кај родителите. Ова е чисто порака до родителите, најдобро намерен, не сакам да бидам погрешно разбрана. Добро, колку на вам како актери ве деконцентрира? Па деконцентрира, да, меѓутоа кога веќе станува збор за театар за деца и младенци, за деца конкретно во конкретниот случај, понекогаш се обидуваме и со импровизации, со бараме начин едноставно да го свртиме фокусот на нас. На почетокот на муабетот го почнавме оствари разговорот со твојот лик и Саура, која што е ромка, ама реков и во приватниот живот си
си ромка. 2014 година сакам да те вратам назад, кога се соочи првпат, претпоставувам, со дискриминација на Скопскиот аеродром. Тогаш и медиумите го објавија тоа, тогаш имаше и многу печатени медиуми, па нели бевме запознаени со тој случај. Можеш ли да ни кажеш што се случи тогаш? Со оглед на тоа дека се поминати доста години од тогаш, некако тој случај, дали са кајки или не са кајки, избледен ми е таму некаде во мозокот. И во принцип и така функционирам, обично лошите работи се обидувам да ги заборавам. Ќе се обидам да се потсетам. Знам дека требаше да патувам кај сестра ми во Германија и паметам дека тоа беше периодот кога масовно ги враќа ромите, што од гранични премини, што од Скопскиот аеродром. И по таа повод јас се распрашав која документација ми е потребна, што е смешно, затоа што за да ја напуштиш твојата татковина ти требаат само билет и пасош. Меѓутоа, покрај тоа, сестра ми прати гарантно писмо, земав потврда од работа, носев некои 500 евра со себе, за нели да ме пуштат. Меѓутоа, не се случи тој момент. Стигнав на аеродромот, се качив горе на пасошката контрола и ги подадов пасошот и билетот. Се гледаше дека уште од старт службеникот не беше расположен дента да, нели? Веројатно имал лош ден. Веднаш после тоа му го подадов гарантното писмо, као го прочита, па не било валидно. Потоа му ја дадов потврдата од работа. Ме праша каде се наоѓа театар за деца и младинци, да. И тоа исто така не било доволно, да. И уште една навреда. Смешно, да. Така. И се случи да стане, да ме однесе во една соба каде што ми ја поништи картата, билетот ми го поништи. На прашањето зошто го прави тоа, ми одговори дека Визер се овој нискобуџетна компанија, така да не е проблем. Да се чудиш. Претпоставувам дека чувството не било не било пријатно, медиумите го објавија тоа. Воопшто не беше пријатно. После тоа се качевме во лифтот, ме спушти доле и ми покажа каде да си го пречекам багажот, уште едно понижување. Знам дека бев единствената која што беше вратена. Од сите луѓе на аеродромот, така? Многу лошо чувство. Значи, етикетирана без причина, буквално. Буквално. Твојот професор Владе Милчин тогаш јавно застана позади тебе. Претпоставувам дека застана и твоите колеги. Така. Отиде ли после тоа кај сестра ти? Да, бев кај сестра ми. Ме пуштија без никаков проблем. Откако се крена фама, претпоставувам по медиумите дека си дискриминирана. Колку често си се соочувала, освен оваа ситуација, со ситуации на дискриминација? Па, овој случај на Скопскиот аеродром беше прво соочување со таков тип на воопшто дискриминација. Никогаш претходно, ниту потоа, не сум се соочила со такво или слично нешто. Се надевам дека ќе биде последно. Добре, колку сметаш дека па ромите се дискриминирани, да речеме, често во кај нас и колку како јавна лично сметаш дека треба да застанеш позади тоа да се... Има дискриминација, се уште постои за жал. Јас искрено сметам дека сите јавни личности треба што повеќе да зборуваат во однос на не само родовата дискриминација, има повеќе видови на дискриминација, така да што повеќе се зборува за тоа, толку подобро за оние кои што секојдневно или почесто се соочуваат со оваа работа. Добро, она што успев да го дознам за тебе е дека си ромка, ама дека не знаеш да зборуваш ромски. Што не е за пофалба. Зошто така не е за пофалба? Да, и зошто, и планираш ли да го научиш јазикот и како се снаоѓаш во Преспав? Во серијата, да. Па, спомнав дека израсна во кисела вода, значи комуникацијата
беше постојано со македонци. Дома зборуваме се уште на македонски. Така. Добро, никогаш сега ромски не сте зборувале дома, дека- не сте зборувале дома ромски, не? Па, Твоите родители, баба, не, дедо, не? значи со мајка ми или со нејзините си Аха, зборуваат на ромски, јас го разбирам јазикот, меѓутоа ми е потешко да вратам. Така. Сега никако нема оправдување за тоа. Колку и да се вртам во круг, нема оправдување за тоа. Ајде, за да испаднам јас, нели, да бидам во право, ќе ја свртам кривицата кај моите родители, кои што, нели, да се извадам во ситуацијава. Пред малку ми ја спомна сестра ти. Постара или помлада, нели? Устара е 3 години од мене. Да, живее во Германија. Живее во Германија, да, работи како медицинска сестра во една од болниците таму. Си имаме 2 внучиња. Одиш сега често, предпоставувам дека сега Бив не те летово, така. бив летово, да. Да, сега можам почесто да посетувам. Без да имаш проблеми да те вратат од Само име и презиме и тоа е тоа. Одам често, да. Она живее во Констанц. Тоа е еден град кој што е туристичко место и е преубав. Обично на лето доаѓаат многу туристи. Се работи за мало градче со прекрасна архитектура. Одлично. Имаш желба да отидеш и ти да живееш таму или за сега не? Не. Добро ти овдека. Јас апсолутно не сум заинтересирана за странство. Можеби, да, сакам да патувам, да посетувам места, да разгледам, да видам како е што е и повторно да се вратам дома. Така. Во театарот за деца и младинци те гледаме облечена во оние детски костими прилагодени, адаптирани за представата која што ја играте. Сега си како Исаура си, еве, баш оди таа сцена помина, чеке стоине, ја кара нешто. Како Исаура си облечена во секси собарка, ама приватно како се облекуваш, кој е твојот стил на облекување? Па, она што го носам, искрено важно ми е да ми стои пред се убаво, да се чувствувам удобно во него. Сега стилот, нели, зависно од тоа за каква пригода се работи и така некако го... Меѓутоа најчесто еве која е твојата омилена? Па casual варијанта. Сакаш брендови, купуваш брендови, што мислиш за брендираната? Така, па не... Во Германија, предпоставувам дека... Да, убаво е, меѓутоа, знаете како, дали е брендирана или не брендирана облека, повторно ќе кажам, како што кажав претходно, убаво е да се чувствуваш пред се удобно во тоа парче облека, а не по секоја цена да се купи само заради тоа што е брендирано, па макар и да изгледам смешно во тоа. Така да... Во Преспав Исаура е помеѓу Талат и помеѓу Лоренцо. Повеќе на ке Лоренцо влече, Талат мислам дека на крај го жаливме сите. Така, да. Без мезе, јас само морам да го кажам, пошто сум фан на Преспав. Ама кажи ми приватно, Емра, дали има време за љубов или дали има некого во својот живот? Па, приватно. За љубов, да. Мислам, нештото што се сака, мора да се има време и да се посвети време за тоа. Сакаш да кажеш дека има некој во твојот живот? Еве, не мора толку сега да те препрашувам, ама барем кажи ни да или не. Па, можеби. Готвиш ли? Имаш ли некој омилен рецепт? На што се должи твојата витка линија? Еве, 3 прашања одеднаш ти ги поставив, па сега ти би река. Витката линија е генетски, значи колку и да јадам, кај мене нема промена во килажата и се радувам за тоа искрено. Дали готвам ритко, меѓутоа кога ќе фатам да готвам многу лошо, значи да, искрено, да, дефинитивно. Ја мислам дека што е нешто вау. Не, сакам да готвам, ама ета, никако не ми оди од рака тоа. Значи немаш ни некој омилен рецепт кој што може да го споделиш овде со гледачите во студиото? За жал не. Со театарот претпоставувам дека често патувате и гостувате во други градови и држави, меѓутоа еве имаш ли ти некој омилено место кое што сакаш да го посетиш и кое е твоето омилено патување? Така, па би сакала да го посетам Рим. Не си била до сега? Не сум имала прилика, се надевам дека ќе имам, а исто така сакам да посетам неколку места во Словенија. Со самиот факт дека таа е прогласена како една од најчистите и еколошки најсвесна
земја во светот, мислам дека тоа е доволна причина и мотив за да се посети таа земја. Добре, ве како лично, што е она што те растажува и што е она што те прави среќна? Што ме растажува? Па, како голем љубител на животни, ме растажува моменталната ситуација во нашава држава, тоа што немаат воопшто никаков слух за нив. Ме растажува лицемерие, ме растажуваат многу работи, особено ме растажува она што се повеќе од ден на ден некако стануваме се посебични. Како велат, за среќа е потребно многу малку. Мене малите работи обично ме прават среќна. Само треба да бидеме благодарни за она што го имаме, задоволни, и со самата таа благодарност, задоволствата ќе си дојдат сами по себе како причина за среќа. Пред малку ми спомна дека секогаш дека се бориш за животните. Имаш ли ти миленици дома? Имам, да. Така? Имам. 1, 2, 3, 5. Па, имав 3 кучиња. 2 ми почина за жал од старост. И сега имам 1 куче, 3-4 мачки, имам 2 папагалчиња, имав и желка водна. Да, голем љубител сум на вистина. Јас животните можеби ќе звучи чудно за некој, меѓутоа животните ги ставам на исто рамниште како и децата. Колку и да звучи тоа чудно, да. Не звучи чудно, изминатиот период се почесто се соочувавме со, не знам, убиени и отруени кучиња, животни. Мислам дека и ти беше една од оние погласните кои што застана во... Така е. Јас мојот Facebook профил го користев само поради таа цел. Меѓутоа, еден период сватив дека ни дека е залудно, ништо во животот не е залудно, меѓутоа емотивно, буквално се оболев на некој начин, можам слободно да кажам. И знам дека веќе година и нешто не го користам Фејсбукот само поради оние слики, приказни кои што буквално ме растажуваат и на некој начин пробувам да си ја зачувам присебноста за да функционирам во секојдневниот живот. Еве малку пред крај, во театарот за деца и младинци, кои представи се на репертоар и каде може сега да те, во која представа може да те видиме? Па, моменталниот репертоар на театарот за деца и младинци е не моменталниот, туку од секогаш бил Цветната улица знам. Бил богат, да. Цветната улица, Том Соер, имаме нова куклена представа Јованче и Марика, имаме младинска представа Едвард Раца Ножици, исто уште една младинска представа Касета. Има доста представи. Некој што може да те види на помладата, а и повозрастната публика. Кои се твоите идни планови и дали ќе има 5-та сезона на Преспав? Па, во моментов ги играм представите на репертоарот што се во театар. Подготвуваме и нови представи. А што се однесува до Преспав, дали ќе има 5-та сезона, јас многу би сакала, искрено би сакала и Саура повторно да биде дел од 5-та сезона, зошто да не. Ти благодарам на разговорот и на гостувањето. И јас ти благодарам.